Илегалната миграција или трговијата со луѓе е проблем со кој се соочуваат сите земји во светот, а веќе неколку години и нашата држава. Денеска Комисијата за борба против трговија со луѓе и илегална миграција ја разгледаа ситуацијата околу проблемот со кријумчарењето луѓе кои заедно со секторот за внатрешни работи ја следаат ова состојба. Во последниве неколку месеци се забележани поголем број случаи на нелегален влез и пренос на луѓе од други држави кои нашата територија ја користат за транзитирање кон земјите на Европската унија. Штип за среќа не е град каде се тргува со луѓе, а што се однесува до кријумчарење мигранти на територијата на општина Штип, се пријавени неколку случаи од овој вид казниво дело. Советот на општина Штип кривични дела од видот трговија со луѓе казниво по член 418 а и од кривичниот законник на Република Македонија според статистичките евиденции на СВР Штип за првото полугодие од 2015 како и од изминатата 2014 не се евидентирани. Значи немаме класична трговија со луѓе. Од останатите видови на деликти кои се поврзани со борбата против трговија со луѓе и илегална миграција, односно со злоупотреба на положбата на мигрантите кои транзитираат низ нашата територија на наведениот период, евидентирани се следниве кривични дела. По член 418б кријумчарење мигранти. Во 2014 година евидентирани се 4 кривични пријави за сторени 4 кривични дела, од кои 3 кривични пријави се извршени на територијата на општина Штип, и тоа во тие кривични дела се кријумчарени вкупно 30 мигранти, од кои 18 лица се од Сирија, 10 мигранти се од Авганистан и 2 се од Сомалија. Во ова кривично дело кријумчарење мигранти се вклучени лица од нашата територија и се од ромска националност, додаде Санева, председател на Комисијата против трговија со луѓе. Во полициската станица Штип во 2014 година е евидентирано едно кривично дело за поттикнување за извршување на делата трговија со луѓе, малолетници и кријумчарење мигранти. По член 418в организирање на групи и поттикнување на извршување на делата трговија со луѓе, трговија со малолетно лице и кријумчарење мигранти, во 2014 евидентирано е едно кривично дело на подрачјето на полициската станица Штип, а во 2015 не се евидентирани такви кривични дела. Во сите случаи, како што кажав, мигрантите со решение за привремено задржување на странец се сместени во прифатниот центар за странци во Скопје. Без разлика што истокот не е рута на мигрантите кои патуваат кон европските земји, институциите треба да бидат спремни за решавање на проблемот околу кријумчарењето и трговијата со луѓе во нашата земја.